Ќе говорниците пред мене, после толку години да се вратам во Австралија, особено во овој дом ваш, како што беше кажано од господин Циревски, дека пред толку години го свечено и отворивме и осветивме. Не е ниту време, ниту прилика да зборуваме за минатото, но сепак треба минатото да го спомнеме, за да не го заборавиме, да се спомне, да не се заборави, но да не се повтори. Македонската православна црква од секогаш била мајка на својот народ. И верувате дека тоа била, е и ќе биде. Независно што ние црнорисци од време на време, поединци се разбира, знаеме и ние како луѓе да сгрешиме, да направиме и демидж, пакост, човечки е, но не сум тука ниту да судам, ниту да осудувам некого, но сакам да кажам дека треба да ставите точка и да се обидете. Знам дека тоа не е лесно, не е едноставно. Меѓутоа, тоа е единствен пат кој што дава можност и прилика за да се бележат успеси. Ова црква, посветена на Света Петка во Рокдел, пред 35 години зборувам кога јас бев и со кратка брада и со црна брада и млад, се разбира, сега сум веќе старец. Беше една од најсилните македонски православни цркви во Австралија. Имајќи ве во преглед или пред очи сега вас, најголем дел веќе подостарени вие како и мене, меѓутоа знам дека имате потенцијал, имате синови, ќерки, внуци и така натаму, подмладок, кој што вашето дело и на вашите претходници, кои што за жал времето си носи своје, се ојдени во вечноста, ќе го продолжат. Вие издржавте тешка борба, се разбира неоправдана, од другата страна, тој е наш престап или греф, ако сакате да кажам, мислам, од страна на Светиот архиерейски синод. Меѓутоа, во борба се познават јунаци. Вие бевте борбени, како што бил и македонскиот народ, из долга и тешка и мачна историја. И таа битка, како што кажа вашиот ценет председател, господин Борис, ја изборивте, односно ја добивте. Сега, потребно од вас да се подадете рака и да се фатите подсврсто за тие принципи и желби да можете да бележите поголеми успеси, а тоа ќе можете да го правите само ако имате единство помеѓу вас. Нема да дозволите некои, а секогаш има такви кои што ќе сака да внесат раздор, да внесат смут, да внесат непријатности, кавги, расправи и така натаму, а каде што има кавга, знаете дека никогаш нема благослов и нема успех. Една куќа постигнува резултати, оди напред, ако има мир меѓу себе и ако комшијата и пријателите и непријателите не знаат што се случува внатре. А ако сите знаат, знаете дека тука нема напредок, а вие сте пред се управата, после преку управата и целата заедница што се цркува во ова црква, ќе може да бележи успеси. За жал, јас денеска слушнав дека вие сте изгубиле многу големи капитали кои што ги создадува вие, мислам, пред се и вашите предходници, мислам, пред се на управите. Но ако го имате народот како што го имате, денеска гледајќи богојавление на посред недела работен ден, ако Света Петка беше полна како гроз со луѓе, што значи дека народот го имате со вас, не сте изгубиле, туку напротив сте го сочувале, а верувам дека со новите одлуки на Светиот архиерейски синод, уште повеќе тие што можеби некаде залутуват лево и десно ќе се вратат во кошницата, бидејќи секоја овца која што се дели од стадото, волкот ја јаде, што викат. Верувам дека она што сте го изгубиле, Господ и Света Петка ќе поможи повторно да го воспоставите, односно да напредувате, а за просперитет
и успех за доброто на македонскиот православен човек во Рокдел пред се, во Сиднеј, во Австралија, за доброто на сите вас и на вашите наследници. Нека е честит празник и за многу години ви искажувам благодарност за вниманието.